за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добра вечер и добродојдовте во студиото на ова реномирано радиодифузно друштво, каде што ве поканувам во терминот предвиден во недела, се разбира, после 20 часот, да го проследите најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Се разбира, и вечерава, како и секогаш, лајмотив на емисијата која што ја концепиравме токму за вас е повторно политиката, зимајќи во обзир дека таа некако стана составен дел од сеопштото живење во Република Македонија, особено по збиднувањата кои што не се случија пред година и пол, па ако сакате и две, кога политичката криза на плуралистичкото македонско политичко небо зачука на големи врата. Се двоумев, искрено да ви кажам, како да го задржам вашето внимание вечерава, земајќи во обзир дека имаме многу абсурди, парадокси, кои што политиката ја прават на некој си начин и примамлива за поимање, но во секој случај тоа ќе им го ставиме на оние кои што професионално се вкорпорирани во демонстрирање на таквите факти. Јас ќе се обидам, искрено да ви кажам, како човек кој што навлегол во политиката, заплел во тие политички води од сосема некои други причини и така натаму, ги поема работите онака како што ги поема обичниот наш граѓанин. Се ставам во ситуација да резонирам, да предлагам, да дискутирам, да коментирам, па зошто и да не да жигосувам за некои настани кои што всушност, како што напомена во самиот почеток, се абсурди или нонсенс, ако сакате, на нашата младо, се уште крепко плуралистичко општество. Сакав да дискутирам, бе во дилема дали да дискутирам за одбивањето на Социјалдемократскиот сојуз или поточно речено на забраната која што уследи како вето од председателот на СДСМ, господинот Зоран Заев, да се учествува во расправата за донесување на измените и дополнувањето на законот за помилување, ако може така да се каже. Тоа всушност представува еден вид ново бегство повторно на Зоран Заев од одговорноста, излегување на површина, сето она лицемерие кое што тоа се пропагира, особено, како да кажам, последните десетина месеци. Зошто? Затоа што господинот Зоран Заев, зимајќи во обзир дека аболицијата како институција доваѓа на дневен ред на Собранието на Република Македонија, Собрание онај исто кое што ради нив абстинираше со месеци и не работеше, повторно на некој си начин би покажува својата слабост или купување на време за да може што подолго да го пролонгира своето место и улога на политичкиот трон во Социјалдемократскиот сојуз. Заев треба и мора да им објасни на граѓаните дали навистина е крив во аферата Глобал, се сеќавате во струмичката афера Глобал, кога поради своите постапки и фамозните 8 милиони евра, кои што најверојатно ги затаил, не дозволи да се докаже на суд или поточно речено ја искористи можноста и неговиот сопартиец, актуелниот тогаш премиер, председател на Републиката, господинот Бранко Црвенковски, го аболицира. Измените на законот што ги предлага ВМРО, ДПМН и ДУИ нудат токму таква можност да биде повлечена аболицијата и да го видиме лидерот кој што најповеќе се залагаше за укинување на аболицијата или поточно речено за импичмент на председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, да се покаже на дело и да ја покаже својата, како да кажем, некриминална инволвираност во овој стопански криминал. Изминатите 6 месеци јавноста беше сведок на деструкција на СДСМ откако влезе во институциите. Вие сами знаете дека поставените или потрошечно инволвираните на некој си начин, на вештачки начин, министри во владата на Република Македонија, која што и сами знаете, легитимна влада, која што на последните избори ги доби убедливо народните избори, во своите редови имаше корпорирано или поточно рече беше приморано според Пршинскиот договор да направи коалиција токму со водечките или ако може така да се каже функционерите на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Тоа се пред се однесува на господинот Оливер Спасовски, кој што го завзема местото на вршител на должност, како сакате, технички министри се до изборите во Министерството за надворешни работи, и господјата Ташевска Ременски, која што застана на чело на Министерството за труд и социјала.
И наместо да се занимаваат со обезбедување на фер, демократски или поточно речено кредибилни избори закажани, дали тоа ќе беше на 24 април, дали тоа ќе беше на 5 јуни или сега по најновото, може би се заговара некој датум октомври, во што чисто се сомневам. Најверојатно постојат повише комбинации или таквото нешто да биде остварливо со наредната година во април месец со локалните избори, или пак истите да го доживеат своето повторно видување некаде во 2018 година, кога е предвиден терминот за редовните парламентарни избори. Било, како што реков, сето тоа му одговора на председателот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што водејќи еден вид деструктивна политика подпомогната од така наречените чувари на демократијата по скопските улици, врши зулум, врши скрнавање, ако може така да се каже, уништување и деструирање на сето она што представува спомено одбележје и кое што е составен дел на проектот Скопје 2014 година. Исто така, бев во дилема, искрено да ви кажам, да дискутирам и за она што сега повторно се најавува или некаде во атмосферата лебди желбата повторно Зоран Заев да учествува, односно да партиципира во своји истакнати борци во Министерство во владата на Република Македонија. За жал, Шапко бе вратен на местото на министер на надворешните работи на македонската полиција на своето место. Диме Спасов е вратен на местото министер, се разбира, за труд и социјала, и работите почна онака како што повеќето од граѓаните го посакуваа, значи реформските зафати продолжуваат во најголема мерка, а и најбитното за оние кои што беа повредени токму со ваквото политизирање на настаните од страна на члениците на СДСМ, всушност на некој си начин искористија можноста со повторното враќање на актуелните министри да си ги добијат стекнатите бенефити кои што им ги пружа оваа влада преку разните многу проекти и така натаму и така натаму. Меѓу нив да спомнам дека социјалните случаи се задоволни и пресречни, особено оние од ранливите категории кои се стекнаа со сопствен стан. Многумина од граѓаните во населбите, во градовите, во општините на Република Македонија се задоволни што добија и почна да се остварува и понатаму да продолжува проектот градење на нови градинки. Во секторот на Министерството за внатрешни работи 400 наши млади луѓе го се стекнаа со правото да засноваат работен однос во оваа министерство и така натаму и така натаму. Сето она што остана зад нас почитување ќе остане како една темна, срамна страница на сето она што некој се обидуваше со сила да ги издействува на мускули новите предвремени парламентарни четврти поред избори во Република Македонија во своето 25 годишно кревко обстојување и прогласување на својата независност и самостојност, а сега како ѓаволот тамјан да бега од тие избори. Не можам да ги сватам ваквите нешта на ипотезите на таквите луѓе, но сето тоа многу фино го објаснува. Интервјуто ни поместено во дневник на се извинувам, во Телеграф на актуелниот не премиер, туку актуелниот председател на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, кој што рече дека со оваквиот начин на однесување на СДСМ или претечно речено на нивниот фронтмен господинот Зоран Заев всушност се купува време, уште малку за да направат некои други пакосни работи се со цел да се дискредитира работењето и функционирањето на ВМРО ДПМН. Но, било како што било, сепак сме преживеали и поголеми цунами, ако може така да се каже, во политиката, ќе го надживееме и сето ова, а зад нас, како што реков, и често тоа стално го спомнувам, ќе остане запишана една валкана страница од македонската понова историја. Почитувани, и јас тука сега би предложил една куса пауза, затоа што во вториот дел, односно третиот, ќе дискутираме за нешто што е мощне актуелно и поточно објаснува некои показатели, ни дава некои показатели сами да резонираме, без разлика дали усвојуваме туѓи тези или туѓи мислења, да дојдеме до сознанието зошто сето ова и се случува на Република Македонија. Зошто Република Македонија се наоѓа на бурето барут, ако може така да се каже, дали во прашање геостратешката и геополитичката нејзина поставеност и интересот или ладната или студената војна помеѓу Исток и Запад. Јас имам своји размислувања,
пред се конструирани размислувања во разговори со познати стручњаци, политички аналитичари и така натаму, и ќе ја загонетнам оваа тема во вториот блок. А сега предлагам куса пауза. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, почитувани слушатели на емисијата за македонските работи, еве повторно сме во студиото на ова реномирано радио друштво, дифузно друштво. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков, уредник, а како сакате домаќин и водител на емисијата за македонските работи, во која што се разбира повторно дискутираме за актуелните состојби, за актуелните збиднувања во текот на изминатата недела, сето она кој што ја обременува политичката сфера или политичката клима во Република Македонија. Зборувавме за сето она кој што беше веќе и однапред видено и однапред познато, со епилог кој што не навестува некој среќен крај за оние кои што мислеа дека на некој си начин ќе успеат без искажана народната волја на кредибилни демократски избори да добијат власта, дека власта ќе добијат на населен начин, подпомогнати се разбира од некои невладини фондации кои што екзистираат на поднебјето на македонското поднебје и кои што дебело ги плаќаат учесниците или партиципиенците во така наречената шарена, обоена Бенетон револуција, како сакате, се со цел на некој си начин да се награди Скопје, но и да се награди по можност политиката на ВМРО ДПМН. Јас често пати тоа го споменувам, не е во прашање само политиката, односно политиките кои што предува ВМРО ДПМН. Во прашање нешто друго. Во прашање господинот Груевски, па се поставува прашање дали господинот Груевски во своите настојувања да го покаже да ја покаже вистинската поставеност на неговата партија, дека таа е по функција на народот, дека таа ги застапува интересите на народот, кој што се истото нешто го покажува преку своите илјадници проекти со кои што настапува пред изборието. Впрочем, тој Никола Груевски, како што речов, стана ноќен кошмар за сите оние кои што сакаат на тоа место да дојдат, но поради бастионот наречен Никола Груевски, тоа не им се остварува. Но сега се поставува едно друго прашање. Дали господинот Груевски треба навистина да се врати на своето првобитно место, или поточно речено како премиер на владата на Република Македонија? Од проста причина што Пржинскиот договор или не постои, или едноставно згасна, на некој си начин се одржува уште од благодарение на странскиот чинител, но на некој си начин сите знаеме дека мртвиот Пржински договор не може да ги оствари нашите далекосежни очекувања. Зошто тоа го велам? Од проста причина што Пржинскиот договор беше, ако може така да се каже, 80-90%, па може би и повеќе реализиран или остварен од барањата кои што беа како срочени, како во записникот од 2 јуни, ако не се лажам и 5 јули, и така натаму, каде што на некој си начин таквиот пристап требаше да биде како реципроцитет пружен и од спротивната, односно од опонентската опозиција. Но сами знаете дека според тој Пржински договор се формира специјално јавно обвинителство, кое што за низината улога дискутираме во повеќе емисии на назад и така натаму, можеби поради својата актуелност повторно ќе биде предмет или тема на дневен ред која што ќе биде поместена во нашата емисија. Вие знаете, според заклучоците на Пржинскиот договор беше формирана нова техничка влада со зајакнување во знак на водници на представници, односно функционери од страна на СДСМ во легитимно избраната влада на Никола Груевски. Никола Груевски поднесе оставка која што како правило или како законска регулатива ќе заживее на секои 4 години, поточно речено на секои избори, парламентарни избори, кога се донесува, кога се гласа за довербата на политичката партија која што понатаму во следните 4 години ќе води Република Македонија или зимните политики. И многу се други работи кои што беа задржани, од кои што се прочисти и избирачкиот список и еден парадокс кој што често пати во неофицијални разговори со моите пријатели, со моите колеги, со разни политичари, со аналитичари и така натаму дискутираме, парадоксално е, за да може да се спроведат избори
во една Сирија. Вие сами знаете во каква состојба се наоѓа оваа држава, со нејзината председа, спомнам, бегалска криза и уште некои други парадокси кои што се изродија со појавувањето на ваквиот политички моментум на меѓународната политичка светска сцена, а да не можат да се ради прочистениот список, избирачки список, да се спроведат избори во закажаните термини. И сами знаете дека во тие избирачки списоци се појавија фантомски гласачи, меѓу кои што имаше и представници, особено од СДСМ, познати звучни имења, сега не сакам да ги протежирам во овој дел од емисијата, и така натаму, и така натаму. Парадоксите и абсурдите на македонската политичка сцена продолжуваат да не занимаваат со својата поставеност, но на некој си начин и да не загрижуваат затоа што од нив може да се изроди се и се што. Почитувани, сега наред е враќањето на Никола Груевски. Според мои размислувања, ја не сум правник, не сум политичар од таков кој што сака да предвидува и да дава некои визионерски своји ставови, но она е што е најлогичното, најреалното, Никола Груевски треба да се врати за председател на владата од проста причина што според Пржинскиот договор, кој што, како што реков, веќе за мене е мртов, тој поднесува оставка 100 дена наназад од реализираните избори кои што треба да се реализираат, тоа се парламентарни, во овој случај воредни избори. Вие знаете дека тој 100 дена наназад пред 24 април ја поднесе својата оставка. Истата истече, тие 100 дена истекува, не се случи на 24 април избори, па се дојде до нов или се изнуди нов изборен датум, тоа е 5 јуни, како што и сами знаете, со донесување на одлуката на Уставниот суд за престанок на сите активности, предизборни активности, и истите нема да го доживеат својот почеток, избори кои што треба да се случат некогаш во некоја блиска или подалечна иднина. Според тоа, или ако се држиме кон тој политички договор, јас мислам дека председателот, односно бившиот премиер, се повторно се врати во премиерската или председателската фотелја на владата на Република Македонија, затоа што тој е легитимно избрат, да не заборавиме, и тоа е волјата на множинството граѓани на последните парламентарни, исто така воредни избори. Со оглед на фактот дека СДСМ не сака да излезе на изборно соочување пред гласачите, оваа партија треба да продолжи да действува како одговорна опозиција све до 2018 година, колку што и е мандатот што го добило од своите гласачи. А тогаш нека повелат. Со реформи во собствените редови, со нови платформи политички се разбира, со донесени сејасет проекти кои што ќе идат во корист по мерка и мера, како можеме така да кажеме, на народот, на граѓаните, нека повелат, нека ги добијат изборите на кредибилни избори кои што ќе бидат признаени од сите политички партии. Вредно е време, почитуване, СДСМ да почне сериозно да ја сваќа политиката и да подготви една политичка програма која што ја очекуваме со нетрпение. Зошто? Затоа што силна опозиција ја прави и да биде уште посилна власта. Затоа што Република Македонија сака смирување на тензиите, сака мир и благосостојба, сака своите идеали, својот просперитет да го бара во нешто што всушност представува вработување, што представува пораст на економијата, покачување на бруто домашниот производ, нешто што всушност значи доведување на странски инвестиции, странски капитал, кој што гарантира нови работни места, нови фабрики и така натаму и така натаму. Живеачката во Република Македонија е редно да почне да иде напред, онака како што ја навести намалувањето на процентот на невработеноста во Република Македонија на доведените историски за нас во овој случај 24,5%. Доста од кршење на уставот ние го прекршивме неколку пати од повреда на владењето на правото заради лични и тесни партиски цели и интереси на Социјалдемократскиот сојуз. Се што се создаде противуставно и надвор од волјата на граѓаните на земјата, новата влада на чело со Груевски треба да го стави надвор од сила. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, еве и овдека предлагам уште една куса пауза, во која што ќе биде поместен рекламен блок и се разбира некоја музичка ведра нота која што ќе не расположи, и потоа преминуваме во реализација на завршниот трети дел на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков.
Почитувани слушатели, еве ве поканувам повторно да останете, се разбира, на брановата должина на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија во тек е најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Дискутираме за тема и навистина многу ми е криво и искрено да кажам што во овие моменти не сме во состојба да ги вклучиме и да ги слушнеме вашите размислувања, да видиме без разлика дали тоа ќе бидат критики или тоа ќе бидат пофалби, глорификација на сето она што ни се случува на политичката сцена, без разлика од на која политичка опција и припаѓа, но во секој случај такава е концепцијата на емисијата. Ќе се потрудам во иднина да доведам и некој гостин со кој ќе ги размениме нашите размислувања на оваа бранова должина. Сакам да кажам дека она што всушност ќе остане секако забележано во историјата, не знам под каква конотација, но се надевам дека и најсериозен сум кога зборувам дека тоа ќе биде негативна конотација, тоа е шарената револуција во Република Македонија. Нешто веќе видено, ако може така да се каже плагиат, но на специфичен македонски начин. Шарените револуционери се платени со огромни суми на пари да го фарбаат народот. Тоа е еден наслов, еден цитат или поточно речено, ако сакате во на еден напис што случајно ми дојде до рака, ако што всушност представува најкратко срочена една мисла за сето она што приврзаниците или поточно речено оние платените пропагатори на политиките на Социјалдемократскиот сојуз го протежираат или поточно речено го демонстрираат на улични, така наречените улична демократија низ улиците на главниот град на Република Македонија. Се разоткрива логистичката мрежа и излегува на виделе на вистината за шарената револуција, која што всушност е скапо платен проект, за кој што стојат милиони кои што се сливале на приватните сметки, а за возврат токму тие лица и се најголемите гласоговорници, ако може така да се каже, во секвенците кои се трупат како на филмска лента кога се во прашање информативните извештаи на дневните списанија, на пишаните медиуми, на електронските медиуми, електронските портали и така на интернет и така натаму и така натаму. Парите кои што пристигаат се слеваат само на еден поим, на едно име, а тоа е Сорос. Сорос кој што действува како продолжена рака и кој што најверојатно, не можам да тврдам со сигурност, веќе го држи во своји раце, или поточно речено ги води политиките на Социјалдемократскиот сојуз, откако во себе ги има придобиено токму со тие пари невладените, така наречени наводници, невладените организации кои што служат како клон организации, како што рече еден мој колега, и завршуваат на стотици приватни сметки на личности кои што во моментот се најгласни на улиците, создавајќи, се разбира, секојдневно нереди и нарушување на јавниот ред и мир. И верувајте, парите се тука, парите се на сметките, но кој ги добива тие пари? Дали можеме да направиме една компарација помеѓу директните учесници, оние млади момчиња кои што под дејство на алкохол или нешто друго, не сакам сега да провоцирам и така натаму, за бедни 20 евра, за едно парче пица и алкохол во изобилие, ја вршат работата за некој кој што на своите конта, жиросметки од Соросовата фондација ги добива тие средства со милиони денари. Нетпрес се обиде, истражувајќи, да дојде до едни фрапантни податоци почитувани кои што говорат дека само во последните 2 години на приватните жиросметки на голем број на јавни личности заврши неколку милиони денари. За подсетување, според официјалните податоци само последната година Сорос има буџет од 5 милиони и 300 илјади евра, а неофицијално дел од овие пари се префрлени на речиси анонимни и фантомски организации кои што служат како бројка, но и како пирамидална мрежа преку која се плаќаат токму најгласните фарбачи на шарената револуција на СДСМ. Знаете колку има такви невладени организации во Република Македонија? Јас избројав до 77, можеби ги има повеќе, не верувам дека ги има помалку, не велам дека сите се инволвирани во овој срамен потфат или проект во кој што и така издашно го плаќа фондацијата Сорос. Но повеќето од нив да. Тоа го покажа според
тоа што демонстрацијата на уличната демократија со фарбање на споменици, нападање и напади врз институциите во Република Македонија го покажа на еден деструктивен начин, на начин кој што на вистина еден ден кога ќе размислат за ваквите нешта, можеби ќе се посрамат, ако не тие нивните деца. Купно 77 организации сочинуваат мрежата на Сорос и платформата на граѓаните на Македонија. Според податоците до кои дојдовме, ова е искористено и како база на иницијативата Протестирам, но и тоа се истите невладини организации со кои ЗАЕФ и СДСМ подпиша платформа за соработка и кои активно ги протежира при преговорите за надминување на кризата како спортер организации кои треба да бидат негов инструмент. Но она што ме фрапира, што ме зачуди, можеби сум дилетант во политиката, но почитувани како обичен граѓанин на ова општество во кое што сум го поживеал поголемиот дел од животот и во кое што имам намера да продолжам и понатаму се разбира. Творејќи, давајќи придонес во развојната компонента на ова наше заедничко општество и така натаму. Како и повеќето од македонците сме фрапирани, кога имавме пред неколку дена можност во првите борбени редови или поточно речено да ги видиме носителите на сите тие активности кои што на некој си начин се подзакрива врз овие невладини организации, односно партиципиентите кои што учествува во овие улични демонстрации наколо или пак на шарената револуција. Тоа е господинот Заев, господјата Шекеринска, Оливер Спасовски, сите оние кои што значеа и нешто беа во Сојузот, во Социјалдемократскиот сојуз и кои што немаат поддршката од целосното членство, симпатизери, активисти на Социјалдемократскиот сојуз, непочитувани. Покажа дека не ги почитуваат нашите институции, покажа дека се спуштија и се поготвени да се спуштаат на уште пониско дереже или пониско равниште, ниво, како сакате, само да бидат во центарот на вниманието. Само да докажат дека нивните политики понатаму обстојуваат на овој, ако може така да се каже, политички двобој, кој што е веќе 2 години постои, можеби и од порано, но помеѓу двете најголеми политички партии од македонскиот блок, помеѓу ВМРО, ДПМН, помеѓу СДСМ. Навистина, искрено да ви кажам, не му доликува на господинот Заев. Можеби грешам, но сум убеден како личност, зад кој што има многу хипотеки, за кој што пред граѓаните и јавноста е должен да одговори доколку сака своето градоначалничко место да го замени со премиерската фотелја, да одговори на сите сет прашања кои што ги интересираат нашите граѓани. Ваквиот начин на демонстрирање на политика која што нема никакви допирни точки со логиката почитувани, само ја оттежнува работата, го ствара уште потралив патот кон одење напред. Да не забораваме, апетитите кон Македонија се отворени. Тие кои што ни се намерачиле на Република Македонија всушност се сојузници или поточно речено ја бранат политиката на двата блока, кои што заради својата превласт, водејќи ја студената војна и штетат на ударот на синџирот на земјите кои што се наоѓаат на бурето, барот, ако може така се каже, или граничната линија помеѓу тој фиктивно или виртуелно замислен исток и запад. А на таа линија се Македонија, Република Србија, единствените земји кои што не се членки во НАТО пактот, не се членки на Европската Унија и кои што си го бара своето вистинско место во семејството на европските општества. Република Македонија е најмалку крива што е најмала, што во овој случај е најранлива, зашто што Република Македонија речиси има отворени прашања и со своите соседи и покрај настојувањата истите да ги реши на некој си начин, не само да ги реши, туку едноставно да го пронеде патот на одење напред, употребувај пред све покачувајќи ги економските компоненти во реформските зафати на Република Македонија. Таа Република Македонија на некој си начин е зардисана од сите страни. Со Грција ради името, со Бугарија ради јазикот, со Србија црквата и да не зборуваме за Косово и Албанија, со кои што имаме други нерешени прашања. Но јас верувам во македонскиот народ и вие, почитувани, треба да веруваме. Сепак на крајот вистината ќе победи. Ќе победат на заложбите на една политика која што пред се мисли демократски просперитет на сите полиња. Започнавме, првите чекори ги почувствуваме.
Среќни сме и горди што процентот на намалувањето на невработеноста во Република Македонија почна да паѓа. Додавме до историските 24,5%. Луѓето кои што ја водат политиката во Република Македонија, луѓето кои што се во владата на Република Македонија ветува дека тоа ќе биде испод историските 20%. Ние сме свидетели на таквото нешто. И таквата политика ќе победи. На било кои избори, дали тие ќе се случат во октомври или ќе се случат идната година заедно со локалните, а можеби и на редовните 2018 година, ќе победи. Ќе победи само прогресот, проектите и она се што има најтесна врска со граѓаните, затоа што таа политика се спроведува токму за граѓаните. Политичарите и политиката постои ради граѓаните на Република Македонија. Јас сум почитувани Јордан Пачков, уредник и водител на емисијата за македонските работи, кој што редовно ја слушате секој недела во 20 часот, во продукција на радиодифузното друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 29 мај 2016 година. Пријатно довидување и дослушање идната недела во истиот термин, почитувани слушатели. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела 20 часот.